Снежно време зафати голем дел од територијата на САД. Температури поради силниот и студен витер и до минус 34 степени. Во вестите во живо го вклучуваме Мартин Наколовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, како Соединетите Американски држави се справуваат со новонастанатата ситуација? Суза, добро вечер од Вашингтон. Овде во главниот град на САД ваков снег и студ не е виден одамна, но ова е малку во споредба на тоа што погоди други делови на Соединетите држави. Рекордно ниски температури доведоа до повеќе од 120.000 домови и деловни објекти да останат без електрична енергија. Овие прекини започнаа уште во саботата. Најпогодена е американската сојузна држава Орегон на западниот брег. Portland General Electric, електроенергетската компанија што го обслужува Орегон, предупреди дека најавата од паѓање на замрзнат дожд може да ги одложи напорите за реставрација на електросистемот. Властите бараат од населението да избегнува излегување на патиштата, освен во итни ситуации, главно заради опасноста тежината на мразот да предизвика паѓање на дрвја и далноводи. Заклучно до вчера беа откажани повеќе од 3000 летови, додека пак во најголемиот град во Орегон, Портланд, како и во Њујорк, Чикаго, Вашингтон, Тексас, Денвер, Нова Англија, Далас и Форт Форд, училиштата беа затворени. Во Вашингтон затворени се и канцелариите на сојузната влада. Слушаме дека ниските температури влијаеле и врз излезноста на прелиминарните републикански председателски избори во Ајова, а исто така се јавува и за многу смртни случаи низ целата земја. Мартин, какви се прогнозите? Ќе има ли нов студен бран? Од Националната метеоролошка служба велат дека од денеска се очекува покачување на температурите, но викендов се очекува нов студен бран кој ќе се движи кон југ низ прерискиот регион на север и среднозападните држави ќе стигне до јужните држави долж Мексиканскиот залив. Умерени до обилни снежни врнежи се предвидуваат од средниот Атлантик до Нова Англија. Во Њујорк се предвидува да наврнат и до 20 сантиметри снег. На планините на средниот запад повторно се очекуваат температури околу минус 30 целзиусови степени, а и овде во Вашингтон викендот ќе биде снежен на радост на децата, па и на возрастните кои уживаат во оваа ретка појава. Например, вчера на националното шеталиште гледката беше прекрасна. Сузе?